Здраво на сите. Сметам дека секој што живее во некое место, било какво да е, било каде, заслужува да има една телевизиска емисија која нема да биде сериозна или подкаст или блог или видеоблог, било што, кој ќе биде сведоштво за местото каде живее. Дали е тоа Охрид, Берово, Битола, Скопје, било кое. Зошто? Низ историјата дознаваме колку имаме сега потреба само малку да дзирнеме каков бил животот пред 500 години, како изгледала архитектурата, како изгледала улицата, какви дрвја саделе, ако саделе воопшто нешто. Затоа новите држави се прекрасни, они создаваат нова историја, иако немаат корен, немаат длабок корен како што ние имаме. Овде секоја селендра, било кое местенце да го најдеш у држава, има корен со 1000 години. Но има ли сеќавање за него? Има ли сведоштво? Ништо немате. Ништо за никого никаде. Ке отидат археолози, нешто ќе ископат и кога ќе најдат, вие квичите, било вистина, не било вистина, разговор, вам ви се сонило едно или друго. За претходните 1000, 2000 или 3000 години немаме избор и ќе ги почитуваме археолозите, никој друг. Сите вие со вашите теории, издржани или неиздржани, јадни, бедни или феноменални, ќе бидете небитни. Идните генерации нема да го паметат тоа. Ќе биде само една убава приказна за Ивица и Марица, за Волкот и Црвенкапа, за Малиот принц и така натаму, во која некој ќе поверува дека е вистина, нели? Има деца кои не можат да порастат и ќе веруваат во приказки. И тоа е убаво. И тоа е убаво за една средина. Но убаво е и да се знае што било, како било. Душа ме боли кога ќе погледам. Знаете ли дека ние не знаеме 100 години максимумот е наш? Значи, Манаки, ако ни оставил некакво сведоштво, блазесиви битолчани, да имате некоја слика и чат пат некој кој поминал овде. Не ја најдов најстарата фотографија од Македонија, тоа е Свети Ром, негде 1800 и некоја година. И тоа не е битно, ама толку е. Тогаш е технологијата, тогаш можело да се фотографира. За жал, ние не сме имале ни сликари, не сме имале потреба некој да седне и да наслика пейсаж од тоа време, кој не морал да биде документарец, ама можел да го дофати малку духот на времето. Што мислите? Како го доживувале местото на живење сите жители низ Македонија по помали или по големи места? Мизерија живот. Едва имало што да се купи, се јадело кога се имало да се јаде, се преживувало. Дали било пред 2000 години или пред 20 години, има разлика. Затоа што секогаш животот во урбаните места се создавал за да таа разлика во преживувањето биде што е помала. За да бидеме тука соборни, Скопје, скуп, собор, за кога ќе огледнеш да имаш од кого да испросиш, кога ќе се разболиш да имаш кому да се обратиш да те лечи. Инаку, што ни фали да отидеме негде у планина и сами да живееме со два шарпланинци? Ако не те изеде волкот, ќе те изеде мечката. Ама, очигледно, решивме така да не живееме. Решивме да создаваме нешто. И човек кога создава, човек кога бил во пештерата, падната своја природа, се криел у пештера, најбезбедно место било. Денеска ни е најхорор да влеземе у пештера. Било топло, било сигурно,
тројца, четворица луѓе можеле да го бранат од било какво диво животно влезот, бидејќи нели термопили. Тоа ќе се стесни, не може да се влезе, да се излезе и така натаму. И направи ми кат. Што сме правиле у пештерите? Јадеме, пиеме, спиеме. Истото го правиме денеска во градот. Но, од кај знаеме што сме правиле? Од кај знаеме дека сме живееле таму? Ама најдовме остатоци. Знаете по што знаеме? Знаеме по цртежите на зидовите. Тоа било уметност. Дај ми го другиот кадар. Тоа било уметност, сме сликале. Зошто? Зошто човекот сликал? Сликал што му се случило во денот. Да го раскаже како најбитните работи. Ловењето. Затоа што ловењето било најбитно. Преживеал, среќен е преживеал диво животно, мамут утепал. Но, покрај што преживеал, стигнал до храна, се прехранил себе. Еден мамут цела зима можел да го рани племе од 20 души. Да ги згрее, облека да им даде. Од забите оружје да направи. И јаделе, и спиеле, уживале. Нешто поубаво. И човек кога се чувствува убаво, сигурен, слика, уметност, нешто искача од него. Единствени животни во универзумот сме кои така се изразуваме. Затоа што имаме дух. Но тоа не е битно. Затоа сметам, должност на секој, и затоа се радувам на Facebook, на Instagram, на Twitter, што год да вие говореле за овие социјални мрежи, ја само можам да патам зошто поголемиот дел од мојот живот ги немав. Вистинско уживање ми, јас сум на Твитер од 2009, на Фейсбук од 2008, исто и одмah кога се појавија и YouTube и така натаму ги отворив акаунтите. Сега кој ќе ги погледам најстарите видеа, најстарите фотографии, тоа е само 15 години, каков убав филинг. Па уште сум ги зачувал некои стари снимки, децата кога ми се родиле 90 години. Вау! Па сум скенирал некои фотографии од 70-тите. Па најдов нешто од 60-тите и веќе е кк, мк, една фотографија од дедо ми, кој за жал братучет ми расфрла како да никогаш не постоел, гробот не му е погледнат. И тоа е разбирливо, затоа што многу е тешко да живееш со носталгија. Но зошто е потребна? Носталгијата, прво да се разбереме, вие што сте носталгични, вие сте за ќотак. Значи, човек да ве тепа, почнувајќи од мене. И ова го зборам за мене и го мислам за вас. Без оглед што вие како ќе помислите дека е тоа некакво благородно чувство, носталгично. Секој што чувствува носталгија, ја би го тепал до крв, додека не му се избие секоја емоција, па да заборави да се радува и на лижавче која ќе шмукне. Колку и да ви изгледа вулгарно ова што го кажува. Носталгијата е убиство. Носталгија убива. Затоа што влезеш ли во носталгија, ти веќе не го живееш својот живот сега. Ти едноставно патиш по некое време, ама тогаш било подобро. Fuck you, нема подобро, полошо. Тогаш било тогаш, сега е сега. Ама тогаш бев дете, ми беше убаво, сега имаш деца. Како можеш времето кога си бил никој и ништо и си го брцал у песок да ти е позначајно од што сега деца кога растеш, кога гледаш успех, кога нешто создаваш, си создал работа, имаш куќа, имаш стан, имаш некоја работа. Колку толку, нешто си направил. Наместо да го глорифицираш твојот живот и моментот, ти глорифицираш
Нешто што било некогаш. Но тоа не зна... Но зборам само за емотивната страна. Носталгија, бидејќи знам кога ќе видам стари фотографии, кога ќе видам некој стар филм, кога ќе видам особено фотографии од свадбата, како плачам, како се заеба. Не, се шегувам. Сакам да кажам, превише ме гуши. После долго трае. Зошто? Па бара ракија, па седне у кафа. И у кафана кој ќе се седне, не се збори за иднина, не се збори ракијана. Ја би бил прв алкохоличар да не сте вие. За кој ќе се седне, за што збори, леле на времето ова беше, леле која беше Љупчо, леле која беше Тито, леле која беше Бранко, леле која беше овој, леле која беше оној. Не знаеме да живееме. Стварно не знаеме. Дури ги гледам оние американци, французи, англичани во оние старачки домови, ке го погледнат оние фотографии, мило ми е, абе бркне им мрда, нема плачење, нема липање. Они биле безчувствителни. Не, они го живееле животот. Животот ти е даден да го живееш. Вие не живеете. Вие живеете во минатото. Еве една квантна теорија. Велите, што е време? Време е нешто што тече. Па не е баш така. Ја го разбирам минатото и ја разбирам иднината. Значи, времето како го поимувам. Кој се свртам наназад, знам дека преска со моите колеги пиевме кафе, се насмеавме, разменивме некоја шега. И тоа ми е во сеќавање. Дури можам и посетни детали и сите ние да се сетиме што било. Се договоривме што ќе правиме утре, што ќе правиме идната недела, дал ќе се оствари не е битно, ама имаме некаква визија за иднината. Меѓу нас колегијално, вие дома со семејствата и така натаму имате некаков план, и имате некаква визија. Како што имате за минатото, имате за иднината. Ај кажете ми што е сегашност тогаш. У овој момент кога ме гледате, зборот гледате е веќе во минато. Ја не знам што е сегашност. Не постои математичка теза што е сегашност. Единствено што можам да сватам, а тоа моите колеги, единствено колегиве мои, ќе го разберат. Се што гледате е фрагментирано во фреймови. 25 фрейма, 50 фрейма, 60 фрейма, 120 фрейма, 1000 фрейма. Зависи со кој квалитет снимаш. Што значи тоа? Замислете ме сега како секоја буква посебно да ја кажу. И тоа се фотографии. Наредете ги една до друга и пуштете ги, тоа ќе изгледа течно. Но и таа една фотографија која ќе разделите е милисекунди и милисекунди. Човек просто во квантно да свати дека сегашност не постои. Постои минато и постои иднина. Што е тој премин на сегашноста на битисување? Не знам, некаков холограм. Но, не ми е тезата да ви идам во некоја длабока политика. Сакам да ви кажам дека имаме потреба за да одиме во иднината, за да донесуваме добри одлуки, треба да знаеме што ни се случило во минатото. Барем некое базично. Убаво е да направиш некоја фотографија. Зачувај означаен момент. У даден момент може да ти биде и вистински лек, пласибо, да надминеш некоја ситуација. Поима немаш зашто. Како ние, како луѓе, кои сме живи суштества, така и местата, дали е тоа црква, дали е тоа град, дали е тоа дом, дали е тоа соседството, се вистински живи организми кои ние ги создаваме, затоа што ние битисуваме. Оти ако ние не сме луѓето, апсолутно ништо нема. И како да донесеш ти утре некаква одлука, ако не знаеш што било претходно? Роди се сега како табула раза со целава свест и донеси одлука. Поима немаш. Зошто? Немаш никаков однос кон минатото. А замисли да имаш емоција кон минатото.
Дали тогаш можеш да донесеш добра одлука? Не можеш. Емоцијата е убава, ама таа не е љубов. Љубовта е многу, многу поголема енергија божествена, која ние само ја изговараме, од што ништо не знаеме. И тоа е небитно во целова работа. За целово наше планирање, сметам дека е должност, да се вратам сега од целава оваа мое паламудење и филозофија, е да се вратам. Зошто треба да се сеќаваме на животот наш, на животот на градот, на историјата на градот? Знаете ли дека некое посрано американско село има за себе повеќе историја и знае од што ние што знаеме за нашиве најнови и најмодерни градови и така натаму. Нивната историја, они се фасцинираат кога ќе дојдат и кога ќе видат. Црквава е 1000 години, затоа што во црквата имаме живопис. Живописот се фотографии од времето. Тоа е стрип, византиски стрип, кога ќе влезете во црква, живописот на светителот. Кај отишол, што направил, со кого се сретнал, кој му е подвигот. Стрип. И црквата единствена се свести дека е тоа важно да имаме свест, да имаме предание. И денеска, кога ги имаме социјалниве мрежи, сметам дека е многу важно и многу битно за идните, не за генерациите за 100 години, за генерациите за 1000 години. Да, Скопје, Македонија, македонци, човештвото ќе постои уште 1000 години. Ќе постои уште многу илјадници години. Затоа што перцепцијата за големата промена, апокалипсисот, кој во суштина значи премин, трансформација, пасха, како и да е сосема поинаку, кога се ќе се проинечи. На страна пак. И затоа, секој град треба да има една своја, финансирана нека биде, телевизиска емисија. Блог, подкаст. Денеска 5 фотографии, засадија цвеќе тука, Перо комшијата засади крушка, овој засади тоа. Таа емисија да тргне со традиција и да трае наредните 1000 години. Како временска капсула, затоа се радувам ја на Фејсбук, што год вие да кажете. Затоа што ја сега, заради годините, добив понуда од Фејсбук, вика, дали вие кога ќе заминете, кога ќе цркнам, сакате да ви биде угаснат профилот или сакате, како има она, celebrating the life of, да се, немек, почет кон животот на тој и тој. Имам неколку пријатели, фала им на нивните блиски што ги зачува, затоа што таму најдов фотографија која била некоја наша заедничка од пред 10 години, ја објавил, а таа па датира од 80-та година, и сето тоа е една убава археологија. Од таа археологија е некоја лична. Што имам јас од тоа? Не знам. Мене ми е убаво. Се додека не плачам, не патам, не се ожалостувам, туку сум среќен и благодарен за времето кое сум го имал тогаш со тоа. Да се сетам на времето да ме крепи. Оти секогаш кога ќе имаме, а ќе имаме тешки моменти, ќе имаме и најужасни моменти. И не секогаш диазепамот или апчето против болка ќе го реши проблемот. Или како кај нас у 90% ракијата. Туку свеста која ќе се сетиш ти, затоа и обично на луѓе им викам, барем на 5 години купи еден парфем, кој ќе го користиш од време на време. Кој ќе остане околу, тргни го на страна и заборај го. После 20 години, ја имам парфем Chanel Anteus, кој го имам купено 1984 година. И го носе во тие години. Ова ми го кажа мене еден човек многу одамна. Ја не се ни разбира во тоа. И ми вика, пардон, за Chanel Anteusот не, ќе ви кажам за Hetrick. Hetrick беше тоалетна вода која се продаваше и произведуваше под лиценца во Југославија негдека до 78-79 година. Мојот најдобар другар го користеше, затоа што ми се бендиса, го користев и ја, ама се шлапавме, се давевме, од што беше убаво. Парфеми тогаш не беа популарни и
шампон бреза и кој ќе се избања со бреза, корнеш на љушпа од дрво, човече, што да ти кажам. Но тој мој пријател си замина. Почина многу млад. Многу тешко го преживеав. Многу години ми требаше да се помирам со трауми како дете, со идење на психијатар, плачев, се будев навечер, ме сечарев, ги будев другите луѓе, стани Игор. Толку би беше травматски, затоа што не знаев да се носам, немаше помош кој да те насочи, немав духовност, не бев продуховен. После 30 години или 40, не знам точно, ми текнува на парфемот Хетрик. И почнувам да го трагам, да го барам. Го наоѓам на Амазон Д. Амазон, продавницата онлайн, има своја верзија Америка, United Kingdom, Франс, Итали, Германија и така натаму. Го наоѓам во Германија. Нема деливери за Македонија, Од 300 продавници. И на крај успеав некако многу пари. Не ме кошташе многу пари, поише транспортот беше за фраканција оти сето тоа. Успеа ми стигна и го донесов во емисија. Го отворив во емисија и го мириснав. Се уверив во живо дека миризбата може да ти ги врати, time travel, да ти ги врати сеќавањата на деновите кога си ги поминувал во тој момент. Луѓе, тоа беше, како да ви кажам, свесен вака, значи, целиот оној филинг кога сум се смеел, кога сме свиреле у бенд, кога сме седеле, пиеле кафе, пушеле цигари позади спортската сала или што ти ја знам, ми се врати, вака го имам јас како сеќавање. Ама го немам како чувство. Миризбата ми го врати. Какво ежење беше тоа. Го чувам и денеска Хетрикот. И у даден момент знае да ме само излекува. Има луѓе кои се таф, ништо не им треба, брат, 2 раки, не се ни алкохоличари, ни ништо, и идат и така натаму. Плачковци како мене, преголеми емотивци, преосетливи на болка, на емоција, на све, им е потребно такво стално некои заобиколни стратегии да ги правам, за да си помогнам да издржам, бидејќи си дадов задача како идиот, како ретардиран дебил, свиња дебела, секоја вечер овде да стојам пред камера. Нема еден ретардиран деген кој го знам, кој го прави тоа 2 часа секој ден everyday и тоа без спонзор, без пари. И ми паѓа тешко со годиниве. Ми паѓа тешко и да се мотивирам зошто да дојдам на работа. Но го правам. Го правам и во даден момент мене ми треба тоа. Но не знам, предпоставувам дека да сум бил можеби програмер кој заглавува, со години пишува код, прави програма, голема работа и така натаму, можеби тој парфем ќе ме потсетил, ќе ми дал енергија, да му се не види бе, како трчавме до врв на водно. А ја не можам сега да станам до овде до онде. Дали тоа во мене ќе побуди други хормони, дали ќе ми отвори други чакри, дали ќе ме освежи, дали ќе ме охрабри. Каква врска има ово со градови и со Скопје? Секаква луѓе. Се што е интимно и со местото на живење. Знаете што правам веќе 5 години? Копам у секоја fucking архива. Молам луѓе дома кои биле малце побогати 80 години, оние мали хендикемчиња, па снимале нешто негдека. Дај ми ги снимките. За 50 години луѓе нема да постоите. Во вашите домови нема да живеат ни вашите деца. Ке живее некој, појма нема. Абе не ке има на парастос кој да те спомне. Дали разбирате, готови сме. Но нашето сведоштво е добро за утре. Да оставиме некаква трага за нашите правнуци. Можеби твојот или твојот правнук или праправнук ќе се заинтересира. Чекај бе, кој бил Перо?
Дай да видам за прадедо Перо ме интересира. Уау, види го дедо Перо, пишувал. Оу, дедо Перо бил режисер. Оу, дедо Перо поправал коли. И сето тоа, знаеш како, таа синергија си ја осеќаме. Па ако он можел тоа, вајде у тој ген, бидејќи инстинктивно осеќаме, ако таткото бил добар човек, вајде и ние сме добри луѓе. Оставај фотографија, оставај сеќавања. Прави сеќавања. Утврди ги сеќавањата. Фотографии. Секој град да има една временска капсула од подкаст, од YouTube канал, од Rutube канал, од било каде што ќе кажа историјата на градот. Не е лошо. Зошто е Facebook добар? Тој е дневник, бе, луѓе. Дали разбирате шо правевме порано? Дали знаете дека најинтелигентните луѓе пишуваат дневници? Абе, по дневникот на Ана Франк ние имаме живо сведоштво, траурно сведоштво за прогонот на евреите, како било, да почувствуваш од аспект на едно девојче стравот и хоророт на војната, не само од документарните снимки. Затоа што утре, кога ќе викаш, абе, мамицата ќе им ја расплачеме, чекај. Така нема да рече некој што го читал дневникот на Ана Франк, некој што ги знаел страдањата, или писмата на македонците кои војувале за секакви земји, за туѓи интереси во балканските војни. Ама не можеме све да видиме, не можеме се да знаеме. Затоа е филмот, затоа е уметноста. Но создавајте лично затоа што нашите идни поколенија, може јас нема да имам поколенија, може нема да имам правнуци, но некоја од лозата може би ќе се заинтересира. Зашо ја да бе дебелиов бурек? И може би ќе најде некој детал. Копам по сите можни архиви на МРТВ, приватни архиви. Има еден кој ги зема снимките кои се во кинотека на Македонија. Има еден кој ги разграбал од македонска телевизија, ги ставил во Skynet телевизија, тогаш немаше права, мислам нема крадење, како да ви кажам, никој не го комерцијализирал тоа, но се зачувало. Знаеш, кој ќе најдам, ја работев едно време и Skynet програма, па ќе најдам македонски филм, стар македонски филм, бидејќи ние све запустевме. Не се дигитализирани нашите филмови, не се направени онака како што треба да се направат. Документарци. И сега наоѓам архиви на македонска телевизија за Димитар Чудо, за овој уметник, за овој писател, за овој актер. Дали сваќате дека е тоа едино сведоштво? Дали ги гледате мојве емисии кога ги правам интервјуата со некого, дека чепкам како абнормален да му извадам што правил у детството, со какво тропалче си играл, затоа што не знам дали ќе имам можност повторно да ми биде тука, а не ме интересира само што мисли он за политичката ситуација денес. Ме интересира каде искачал, со кого се дружал, што правил со тој што се дружал. Па испадна дека тој што се дружил е личност која е значајна за македонската јавност. Па добивме уште една слика за тој човек. И ние го градиме споменот и споменикот за тој човек. И еден ден, може би за 1000 години, некој ќе сними филм и ќе се повика на тоа сведоштво. Знаете, ние за Тито создадовме слика само од документарците и тоа што партијата ни го наоѓаше. Но се најде писател кој отишол да чепка која му била љубавница, што сакал да пие, што сакал да прави, сите оние работи кои не биле во мејнстримот. И направи една феноменална книга која се распродаде. Нова визија. Утре може би некој ќе сними филм по тоа, може би нема да биде документарен, може би ќе биде уметнички со асоцијации. И не треба. Историјата не може да биде не било објективно, не било точно, не било вака, не било така. И не треба да е така. Но треба да носи филинг еден. Ете, ја така ја доживеав. А види, ти си ја снимил Македонија, таму се пукале, се тепале. Знаеш, Милчо Банчевски обично го критикуваат во пред дождот. Знаеш, македонци вооружени, албанци вооружени, ние не сме такви. Океј? Тоа е твое мислење. Тоа е и моје мислење. Тоа е и негово мислење.
дека сме ние доброљубци, све и така натаму. Но негово не. Има ли он право да каже погрешно мислење? Има. Уметникот слика и како Пикасо. Пикасо слика лик, ама не е прав лик. Ама и тоа е уметност. Затоа што е негова експресија како он ги гледал работите. Како се, што е битно како се. Ние сме у булшит како што сме. Но не е лошо и низ призмата на еден човек, па уште еден човек. Не може еден човек да ја каже вистината. Но многу луѓе може да ја кажат. Затоа, многу фотографии. Ја колку молам, дајте ми ги вашите фотографии интимни, 80 години, леле што најдов една, ми се расипа хардот. Човек, журка, 80 година у Капиштец. Нова година. И сега, кој ќе се сетите 80 години, леле како сме живееле, човече, нема шанси денеска. И го гледам ова. 1 сат. Абе, ставил камера и цела лента, вајда она мини ДВ 60, ја пуштил снима со она лошо светло. Дуран, Шпандау Бале, Депеш Мод, Cool and the Gang. И толку е. Толку е лудилото. Пази, а ти у глава мислиш дека си поминал. Вау, како си поминавме на таа журка. Гледа журката поинако. Ама не е битно тоа. Стварно онако зомбифицирани, затоа што тогаш беше срамота многу да е експресивно да се покажеш во танцување или викање или што ти ја знам. Тоа дури со техното дојде. Ама и со турбофолкот нормално. Ама е слика. Сега, твоето сеќавање со она што е, најде му го балансот. Погледни си го ликот. Ако твој лик, у ликот не го гледаш, погледни си позади очите како си се чувствувал. И од тоа ќе извлечеш некаков заклучок. И тоа е невидена архива. Тоа е злато. Исто како некаков документарец за градот кој го снимила македонската радиотелевизија, или го снимил Вардар филм, или го снимил Манаки не би снимал за Скопје, како и да е. Сакам да кажам било кој. И затоа тие фотографии, знаете ли дека нема да постојат? Ќе ви ги скинат. Ја имам уште 100 фотографии, луѓе, вака ми стои да ги скинам. Не знам што да им правам. Купив скенер. Скенер за фотографии. Стави и скенираја фотографијата, ќе ја пуштам на вештачка интелигенција да ми ја обработи, па дури и колор да ми ја направи. И колку толку да е подобри да се разбира нешто. Но има една работа, зашто кога ќе видиме стара снимка, стара фотографија, нешто што датира децении наназад и буди силна носталгија во нас, за времето кое е било, зошто црно-белата фотографија остава толку силен впечаток? Зошто колор фотографија, зошто колор филм, реставриран филм, еве сега ги реставрираат, гледам некои снимки, Лондон 1800 година, 850 година со прва камера, Лумиер таму у Лион како се фрлаат со снег, го направиле како вчера да е снимено со iPhone Pro Max 15, со Samsung S24. И сега ја гледаш оригиналната снимка и го гледаш оригиналното. Оригиналното те фасцинира затоа што мислиш дека е вчера снимено, како се чудно облечени овие луѓе. Видиш убав снег, што е архитектура, убава, неубава градова она. Ако гледаш старото и веднаш поинаку дишиш, други центри се уклучуваат. Знаете ли зошто стара матна фотографија, стара матна снимка буди повеќе чувства? Затоа што така сонуваме. Луѓе, не сонуваме во боја. Ние сонуваме полулик, полуматно и не е црно-бело, туку е сиво. Кога идеме, нема сенки кога се движиме низ сонот. Нема јасни, жарки бои. Може би ако помислиме на плава па нешто да, ама боја нема. Затоа што такви се емоциите. Оти емоцијата филтрира непотребно.
Значи мозокот што ти вика? Не ми е потребно да ти го памтам карминот. Љубов моја. Не ми е потребна твојата шминка на очите. Мене ми е потребен погледот, изразот твој. Тоа ќе го памтам. И кога ќе се сетите на бившиот дечко или на првиот бакнеш со сопругот, не му памтите парфемот, парфемот може да му го запамтите, апсолутно. И кога ќе го користите, ќе ве врати во моментот кога сте биле дечко и девојка. Затоа е добро кога сте искачале заедно, памтете што сте носеле парфеми, после 20-30 години пак да си ги ставите и да си го возбудите повторно бракот. Но не памтите детали. Ке речеш, ти носеше црвена блуза. Нигде у глава црвено нема да видиш, ке се сетиш на формата на блузата, но ке се сетиш на обликот на незиното тело, на топлината на незините гради, на она што те возбудувало. Бојата не те возбудува. Бојата е само некаков ориентир во сегашност. И затоа собирајте, објавувајте ги. Ја молам, дајте ми ги вашите приватни архиви, само за да ги објавам. Имаме една страна, се вика Шармот на Скопје. И се што ќе најдам текст, а текст едино за Скопје е Данило Коцевски, хронолог. Зошто вие да не бидете хроничари на градов? Зошто да не напишете свој сеќавања за градов? Зошто да не истражите? Зошто да не вледеш у библиотека, универзитетска? Ако имаш порив, ако сакаш, напиши книга, стебло на твоето семејство. Напиши некоја сеќавање, анегдота за твојот дедо, бил ова или она, објави некоја фотографија, прати ми ја и нека стои. И ја ќе ја пунам, нема ја да ја завршам таа работа, ама дур сум жив ќе ја полнам таа страна, Шармот на Скопје, која во суштина ми е проект за монографија за Скопје. Монографија за Скопје од 1906 до 2020 година. Тоа е времето, моето време. Моето време е се уште. Но ова е едно гранично, каде што се уште имам живи луѓе, на кои им се јавувам, на кои ги молам, седнувам на кафе, раскажи ми, па врз основа на тоа пробувам да барам, па наоѓам и така натаму. И благодарејќи на тоа, на една прастара фотографија успеав да го најдам столбот на плоштадот кој толку го пекам, каде што најмногу имало состаноци, каде што најмногу имало љубови. Не е рекорд. Туку столбот на плоштад, близина каде што беше Кенан, имаше еден столб на плоштад, тука негде кај Стоковна куќа, на него се лепеа плакати што ги играат нови филмови и договорите секогаш беа ќе се најдеме. Тоа е корзото кога беше на плоштад, пред да отиде на Ванила, значи пред 70 години, и кога таму паровите, бабовци, дедовци, мајковци и татковци таму се договара, таму се сретнале, па и они заборавиле. А беше време кога многу тешко доаѓаш до фотографија, до развивање и така натаму и така натаму. Ја успеав да ја најдам. Знаете каков ми е чувството? Супер ми е. И што да правам јас со ова? Не знам. Ја у моментов не знам. Ама го најдов. Го оставив, го објавив, нека стои таму. Кога ќе дојде некој археолог да му затреба за сценарио за филм, кој ќе сака да смести некој филм во 70-тите за Скопје, во 60-тите и 50-тите, ќе има од каде да најде. Не само град Скопје, архива и така натаму, или археолошки, туку лични сведоштва, затоа што филмот нема да биде документарец, ќе биде некоја своја приказна, па ќе може режисерот ни своја камера да долови. Погледнете какви филмови се направија за Њујорк од минатиот век, од 1700. Во Лондон, минати години, денови, векови, Париз и така натаму. Како се убави тие филмови. Еден Титаник го возобновија. Една од најмизерните епизоди на човештвото, направија брод, се чаламеа дека е кој знае што, им потона. И отидоа доле, го снимија, ги направија сите истражувања за сите луѓе кои биле таму и од нив извадија два лика како глорификација и персонификација на сите луѓе, нивните надежи, љубови и страдања, и го снимија тој филм преку тие два лика да ги репрезентира сите нив. Една ода.
Što ima тоа со мене? Ништо. Ама го респектирам. Ја филмот не сум го ни гледал и не ми треба да го гледам. Не уживам во таа приказна нити таквите стори. Мене ми треба некоја кој ќе ме однесе подалеку од Вселената. Негде кај што ќе можам да дзирнам, да ги видам стопалата на Господ. Но тоа е мое. Но стварно е многу благородно и благодетно и исполнувачки кога ќе успеам да најдам документарци. Каква била фабриката за фрижидери во Битола? Сме имале фабрика за фрижидери, феноменални фрижидери. Треска. Ја уништи, ја упропастија, која требаше парк да биде, сега ќе биде монолитна вулва за 15.000 станови. И ќе се гуши градов. Треба, не треба и така натаму. Не знам. Blade Runner ќе биде. Но не викам дали е тоа добро или не. Сеќавањето да остане. Оти ако стои на една страна, може да се избрише. Може да се случи ова или она. Вака на 10 места. А јас отварам и на рускиот YouTube, и на YouTube, и на Rumble, и на Facebook. И така се обидувам се што ќе најдам за седошто, некаде да го зачувам. Затоа што инаку ќе бидеме како рипкиве, со кратка меморија. Ако го зачуваш и доволно го имаш пред тебе и си свесен да ги изгубиш емоциите, кога ќе затвориш очи, да патиш, како ми беше тогаш убаво. Не, погледни малце би и со други очи. Убаво било, ама не е за плачење или гавење. И денеска има убавина. Сети се кој си и што си. И ако се сетиш кој си и што си и го почитуваш минатото, ти можеш да создаваш во иднината. Затоа што нема сегашност. Има минато, има иднина. Една секунда веќе помина ние, тоа е во минатото, а веќе сме во иднината. А сакам да знам и 3 минути што ќе биде, сакам да планирам и за 2 дена, и за 3 месеци, и за 6 месеци. Ако извадам пасош кod другар ми. Затоа, сега ви предлагам. Земете си пивце, мивце, ракивце, мада навечер топло препорачувам и во оваа месопусна недела да олабаите, пардон, но и оваа е сиропусна недела. У недела е прочка, така? Појма нема. Добро. Колега од црква. Исти ко мене. Како и да е. Земете нешто, олабаите. Сад време. Патување низ времето, Скопје во 70-тите години. Што ќе гледам? Ништо нема што да гледате. Нема ни текст. Нема ни соодветна музика, туку илустрација. Може и музиката да е. Седнете, загледајте се. Предпоставам дека мојата поголем дел од публиката е нешто што живо го памти овој град. И тие години. Па погледнете ги со нови очи. Некои работи ќе ви бидат поразјаснети и поубави. Некои малце што сте ги идеализирале, па и ова не било баш така. Кој ќе ти текне на мирисот на мочките под камени мост, во хаусторите или во ВЦ-ата во ГТЦ. Не било све убаво. Но тоа што си мислел дека е неубаво, чекај бе, види го, ова не било лошо. И направи си некој еквилибриум у себе. И кога духот, личноста, наоѓа еквилибриум со минатото, носи правилни одлуки за иднината. Колку и да ви звучи ова небулозно, мене ми е терапија. Затоа, драги мои, 2 документарни филма за Скопје, кои немаат ни текст, немаат ни нарација, кои се од земјотресниот период до 70-тите и изградбата, затоа што од 60 до 2020 се клучните години во историјата на овој град, каде што он го прави големиот преврат. На полошо или подобро, тоа ќе го каже некој друг бурекџија за едно 50, 100 или повеќе години.